Почитуван подпредседател, почитувани колеги пратеници, почитуван председател на владата, почитувани министри, почитувана македонска јавност. На денешната седница за пратенички прашања ќе искористам да поставам 3 пратенички прашања. Првото пратеничко прашање ќе биде до премиерот на владата, господинот Димитар Ковачевски. Второто беше наменето за министерот за земјоделство, за Љупчо Николовски, меѓутоа тој најави отсуство. Гледаме дека има проблеми да се соберат овде министрите. Најави отсуство и најави дека Абдул Шукур Абедини, неговиот заменик, ќе биде овде заменик министерот, па прашањето ќе го поставам до него. И третото прашање повторно ќе биде насочено до премиерот на владата, господинот Димитар Ковачевски. Првото прашање, господине Ковачевски, затоа што денеска гледаме дека овде во собрание настапивте со еден, би рекол, джебен вокабулар, уличарски, многу ниско, со навреди, со испади кон пратениците, многу најавивте една емоционална криза низ која што поминувате. Најпрви не навредувавте, па потоа апелиравте ајде да се пронајдеме, ајде да поразговараме за вашата способност и неспособност. Дали знаете, додека седите овде на пратенички прашања, имате проблеми да си ги обезбедите министрите, дали знаете дека се случи хаварија на доводниот цевковод на хидроелектраната Врбен, која е дел од Мавровскиот систем, која е дел од Врбен, Равен и Вруток. Врбен не работи денеска, а дотокот на вода на двете останати Равен и Вруток е намален. Штетите се проценуваат дека ќе бидат милионски. Додека вие седите овде и користите речник кој што е недоличен на еден премиер, би рекол уличарски за жал, ви пукаат цевки. Дали знаете за ова и дали осеќате одговорност затоа што сте дозволиле ова да ни се случува во време кога декларативно се залагате дека ќе ја надминувате енергетската криза? Ова покажува врвно незнаење и врвна неспособност. Додека премиерот седи овде да се случува хаварија на најголемиот и најсложен македонски електроенергетски систем. Дали осеќате одговорност и како тоа ќе го објасните на граѓаните за овие случувања и која е вашата одговорност во оваа хаварија, затоа што и вие сте еден ваков вид на хаварија која што за жал ја зафати Македонија. Второто прашање реков дека ќе ми е насочено до Љупчо Николовски, меѓутоа тој е одсутен, ќе може да одговори неговиот заменик министер господинот Абдул Шукур Абедини. Сакав да го прашам Љупчо Николовски дали чувствува одговорност поради прекршување на кодексот и дали размислува да си даде оставка заради тоа што блиски фирми до Љупчо Николовски е дозволено да прават екстра профит со откуп на опожарен бор токму во време на енергетска криза. И добро е што сте овде, премиере, да го слушнете и ова. Министерството за земјоделие ја тресеше еден скандал кога одобрило извоз на техничко дрво десетина дена пред владата да воведе забрана за извоз на огревно и необработено дрво. И тоа преку едната фирма во Смолари и една друга фирма во Брвеница. А сега имаме нов скандал. Дали знаете вие, премиере, еве требаше да го прашаме Љупчо Николовски, а ќе го прашам неговиот заменик министер, дали се оградува додека граѓаните не можат да набават огревно дрво. И огревното дрво достигнува цени од 4500 и 5000 денари од приватните складови. А ако го погледнете енергетскиот биланс, ќе видите дека 38% од граѓаните се зависни од биомаса. Значи, огромен број од наши граѓани го користат истото. Љупчо Николовски, спротивно на кодексот, овозможил за нему блиски лица да го откупуваат опожарениот бор за, замислете, од 300 до 625-630 денари по метар кубен. Значи, додека граѓаните плаќаат 4500, фирми блиски до Љупчо Николовски открива Паланка, еве конкретно ќе кажам Еколайф открива Паланка, откупува бор за од 300 до 630 денари. Еве ги договорите на која што може да се види таа цена. И тоа
се сеќава целата македонска јавност на пожарите кои што се случува. 7500 метри кубни опожарен бор се купени од Кочанско. Од Свети Николско над 3000 метри кубни се откупени. Имаме информации дека од Берово, од пожарите во Берово, околу 100.000 метри кубни фирми блиски на Љупчо Николовски. Дали осеќате одговорност поради ваквото однесување? Зошто не се продаваат на лицитација? Зошто истите не се понудени по тон? Зошто се овозможува на определени фирми да прават екстра профит токму во време на енергетска криза? Од каде овој повластен третман за оној кој што започна како заменик министер за земјоделие, па преку вице-премиер за корупција, повторно во вашата влада го вративте како министер за земјоделие и овде од говорница говорите за глобална прехранбена закана. Прашајте го министерот што направи Агенцијата за храна и ветеринарство и Министерството и неговото министерство кој што го раководи, и што направи во истокот, затоа што имаме целосно уништување на производството на свињи, затоа што дозволи да се прошири болеста. Нема ниту еден налог, ниту една мерка за да ја спречат, а пуштаат цели екипи кога стануваше збор за одстрел. И овде зборувате од оваа говорница за глобална прехранбена криза и закан од прехранбена криза, а не ги прифаќате како владеачко мнозинство, не се прифаќаат законите со кои предложивме ОРИЗО да биде стратешка култура и да го откупува Агенцијата за стокови резерви. Целосно неодговорен однос на министерот за земјоделие и затоа што не е овде, затоа што го нема, ќе го замолам да ми одговори неговиот заменик дали се оградува од ваквиот начин на работење со кој одредени компании блиски до Љупчо Николовски, а спротивно и на етичкиот кодекс, и на моралниот кодекс, затоа што вели дека носителите на извршни функции во своето работење се посветени само на јавниот интерес. Каде е јавниот интерес кога граѓаните плаќаат 4500 денари за метар кубен, а фирмите на Љупчо Николовски плаќаат од 300 до 630 денари. Само од еден договор кој што ви го покажав, ако се направат пресметките, ќе видите дека фирмата Еколайф со количината која што ја откупила во Свети Николе заработила 11,5 милиони денари. Ова е материјал за оставка, ова е материјал за да си замине и никогаш да не се врати повторно, а ќе го подсетам и на моралната обврска, затоа што имаше вакви изјави од 13 јануари, од 1 февруари 2016, кога самиот тој говореше за огревното дрво. И тоа е моето прашање до заменик министерот за земјоделие. Последното прашање реков дека е за премиерот Ковачевски. Вие рековте, не можат личните интереси да бидат над државните интереси, ваш цитат. И гледаме целосна неспособност кога станува збор за државните компании кои што се од областа на енергетиката. Моето трето прашање ќе биде конкретно и јасно. И ве молам да ми обратите внимание. Господине Ковачевски, кои фирми профитираат од енергетската криза во изминативе 2 до 3 години и дали има фирми блиски до вас? Фирми кои сте ги основале, па сте ја промениле собственоста, дали има фирми во вашето обкружување кои земаат државни тендери, а се поврзани со секторот енергетика. За да бидете достоен на она што го говорите, не можат личните интереси да бидат над државните. Одговорете дали има фирми кои профитираат од енергетската криза во изминатите 2-3 години кои што се блиски директно до вас. Тоа се моите прашања за денеска. Ви благодарам.